Сега повторно да се повторам, со ова завршуваме на некој начин со тој блок на студии поврзани со историјата, класични студии. Самото име хуманистички кажува каде што во центар е човекот. Така. А сега ги преминуваме каде што во центар е заедницата на или луѓето. А може ли во тоа тогаш да влезе и психологијата? Во хуманистички? Не, психологијата влегува во општествените науки, затоа што тоа е еден општествен феномен, иако го третира човекот и душата, но го третира умот како заеднички феномен. Не третира, нели, човекот во античка Грција, човекот, не знам, во средниот век и така натаму. Така. Уметностите, класичната филологија, пошто и филологија влегува во книжевност, во уметностите. Така. Психологијата е една од најпопуларните науки, тренд во светот. Еве и кај нас на филозофски за 80 месеца се пријават над 300 кандидати. Така што немаме ни капацитет да примеме повеќе заради кадровскиот недостиг на кадри, така што едва се задржуваме на 80 бројка и тоа има единствено во Македонија се одбиваат студенти само на 2 факултети, тоа е медицинскиот факултет и ние на психологија. Заради малиот број на студенти, а големиот број на слободни места на факултетите, всушност никој не ни одбива. Да кажеме, еве и на Финки имате 1200 места, се 1100 се запишуваат. Значи не се елиминираат кандидатите и на другите факултети не издржаваат. Но психологијата е еден феномен во кој што во последните години заради самиот брз развој и улогата на човекот како единка во тоа општество наметнува отуѓување, сите овие нови процеси, па особено гледате нарушување на менталното здравје за време на пандемијата, па сега дополнително стрес, инфлација и така натака, е во голем подем. Желбата на младите да истражуваат психологијата е многу зголемена, не само ради потребата на општеството, туку и од друга страна, верувам дека и тие млади сакаат и сами на себе на некој начин да си помогнат, да ги саватат сите овие потреси, сите овие промени, сите овие тешкоти, знаете, толку брзо се развива општеството, гледате сега па дојава на бомби, па деца надвор од училиште. Така што психологијата е една од науките која што на некој начин овој начин на живот ја прави мошто популарна. Значи филозофскиот факултет има голема амплитуда, има институти во кои има недостаток на студенти, дури има некој што на ниво на проблем, имаме институти каде што има каде што одбиваме, имаме институти каде што не можеме да ги пополниме па ни државните квоти.